Како што ви кажав на почеток, заедно со мене утринава е нашата Слободанка, а незин гостин е доктор Злате Мехмедовиќ, со кој што ќе зборуваат на многу интересна и актуелна тема. Доктор Мехмедовиќ, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и поздрав до гледачите на телевизија. Ќе зборувате, Слободанка, за грипот, настинките и аерозагадувањето. Сигурно дека гледачите претпоставуваат. Да, и јас со нетрпение ќе го очекувам разговорот. Сега не прашувам ништо, ќе оставам можеби за крај. Добро утро до тебе, ќе ги поздравам и нашите гледачи, ќе им кажам исто така и нив добро утро. И секако да, ја имаме темата со гриповите, вирусите, настинките, аерозагадувањето и се постигнували на сите места да се дадат сите одговори кои се бараат од вас. Таков е периодот од годината, мора да издржиме. Потребни сте ни. Да, мора да издржиме и со едното и со другото. Секогаш во овој период се актуелни вирусите кои што предизвикуваат сериозни проблеми, ги полнат амбулантите и болниците и аерозагадувањето е на значително повисоко ниво, така да ова се веројатно двете најактуелни теми кога е во прашање здравјето на секој граѓанин во Македонија. Така. Еве, добро утро. И Добро добре утро. ни дојдовте, да. Кажавме дека и малку ние се соочивме со настинки со вирус или било што и да е, но го поминав јас барем полесно. За разлика од колешката наша, што се соочи со грипот и вели дека многу се тешки симптомите. И сите оние кои што подолг период го владеат, односно владее со нив грипот, имаат навистина потешка клиничка, да кажам, слика и се спушта надолу. Меѓутоа, сега ќе зборуваме за тоа, еве, прво ќе го земеме грипот во предвид и ќе започнеме со него на таа тема. Ајде нешто повеќе за да го запознаеме подобро, но и дали воопшто можеме да се заштитиме од него и на каков начин? Не е нов грипот. Грипот е нешто што сме го гледале во изминатите години. Бил редовен посетител на нашите организми во форма на вирус во текот на изминатите, би рекол и векови назад. Позната е шпанската грозница или шпанската треска уште од почетокот на 20-тиот век, која што статистички, поради тоа што тогаш не се водела уредна статистика, има земено преку негдека 20 милиони животи, што е повеќе од Првата и Втората светска војна комбинирано. Толку е сериозен, толку е опасен грипот, толку е опасна природата и вирусите, кога немате соодветни решенија за нив, за среќа. Од 50-тите години нааму постои вакцината за грип, која што се аплицира секоја година, која што оваа година во Македонија беше донесена во рекордно голема бројка, тоа беше 70 мислам дека беше 70.000 вакцини, плюс имаше една донација од ПИВ која што беше 10.000 вакцини, така да вкупно 80.000 вакцини беа ставени на располагање на граѓаните на Македонија. Оние најризични групи кои што се на возраст над 65 години, кои што имаат хронични болести, бремените жени, децата на возраст од 6 месеци и 5 години, кои често ги забораваме дека треба да бидат вакцинирани, а денеска се практично оние кои што најмногу ги преполнуваат амбулантите и болниците поради тоа што имаат компликации од вирусот на инфлуенца, да секако најголем дел од нив се сериозни акутни респираторни инфекции кои што може да бидат причина за хоспитализација дури на оделенијата за интензивна нега. За да не дојдеме и да не се доведеме во таква ситуација, вакцинацијата е најдобриот метод да се заштитиме од вирусот на инфлуенца. И ако тоа го применуваме правилно, тогаш веројатноста дека овие преполнети амбуланти нема да ги... Па сега, еве да ви дадам податок, еден. Например, во Америка, возрастната група од 0 до 17 години се вакцинира во просек околу 55%. Најголем дел од тие деца вакцинирани од 0 до 17 години се во возрастната група од 0 до 4 години. Некои што се најризична група да имаат сериозни компликации од вирусот на грип. Ево, таму па процентот достигнал до 70%. Во Македонија оваа година се вакцинирани од овие 72.000 вакцини бесплатни кои што се искористени, само 176 деца. Што спаѓа негдека во 0,01% од вкупниот број на популација, детска популација која што би требало да биде вакцинирана. Толку поради тој низок процент на вакцинација, денеска резултатот кој што го гледаме се преполнети детски амбуланти. Најголемата инциденца, најголемиот број на нови регистрирани случаи на грип или болести кои што налекуваат на грип се во возрастната група од 0 до 4 години. Втората најголема група која што има пријавено најголем дел од овие заболувања е на возрастната група помеѓу 5 и 14 години, е дупло помала
двојно помала од онаа што е во старосната група од 0 до 4 години. Ако тука имаме 140 пријавени случаи на неделно ниво, во оваа вторава возрастна група која што е школска група, не предшколска група, имаме речи си половина, околу 83 до 85 пријавени случаи на неделно ниво. Уште еден загрижувачки факт, што ни укажува на тоа како треба да се креираат политиките, која треба да се подигне свеста. Така. За тоа како треба да се превенира грипот. Имаме безбедна вакцина 4-валентна која што штити од 4 видови на 4 соеви на вирус кои што се присутни на северната хемисфера. Кај нас доминантни се во моментот 3, тоа е H1, H3, така наречениот Б тип на вирус. Сега во моментов со оглед на тоа дека Викторија амбулантите тип се на преполни, вирусот, да. сите предизвикуваат, може да предизвикаат тешка форма на Да, на тоа ќе беше болеста. моето следно прашање што И предизвикува таа тешка форма на болеста, значи, како што кажав, најчесто ја гледаме за жал кај децата на возраст од 0 до 4 години. Што значи предизвикува грипот проблеми и секако тегоби кај малите дечиња, поготово кога се работи за нив. И што покажува нивната слика? Што е она што од најмногу имаат мака кога се работи за грипот, не се вакцинирани и го добиваме грипот, што е она со што тие се соочуваат и им е најтешко? Јас се сеќавам на педиатријата кога ја учев додека бев студент, имаше книга која што започнуваше со оваа реченица. Детскиот организам не е идентичен на организмот на возрастен човек. Така. Белите дробови, дишните Како тие патишта го доживуваат тоа? во Така. детскиот организам се значително помали. И секоја мала инфламација, секоја мало пореметување, секој мало стеснување на тие дишни патишта доведува до сериозни нарушувања на оксигенацијата на крвта во организмот и оштетување на алвеолите како терминален дел од дишните патишта. Тие оштетувања може да бидат предизвикани од вирусот на инфлуенца, примерно, или секундарно од дополнителни инфекции кои што понатаму ќе се накалемат на тој оштетен епител. Најчесто сериозните акутни респираторни инфекции кои што ги гледаме, ги следиме од цела држава, ги гледаме најмногу во клиниката за детски болести во Козле. Во Козле, да. Многу помалку ги гледаме кај возрастните, односно некои што се следат на пример на клиниката за пулмологија или во 8 септември или на клиниката за инфективни инфективни фебрилни состојби. Така да најголемиот дел, како што кажа, повторно се гледа кај детската популација доаѓа до оштетување на дишните патишта кои што може да имаат стеснат. И тоа за да се лекува треба подолг период по тоа. Секако компликациите кои после тоа имаат сериозен тежок долг тек на лекување кој што има уште подолг период на рехабилитација, да кажеме, од болеста. Тој кревок епител кој што се остава после една таква сериозна инфекција може да биде потоа и причина за повторни инфекции кои што можат во континуитет да го следат детето во годините што следат. Потребни се најмалку 5 години за да можат тие дишни патишта добро да се формираат и да немаат такви компликации какви што ги гледаме кај децата на возраст под Кога е потребно да се прими вакцината за грип кај дечињата? Вакцината за грип се дава во текот на целата сезона, значи нема ограничување дека тоа треба да се даде, да кажеме, во првата половина на ноември или крајот на октомври. Идеално би било да се почне во овој период што го споменав, октомври, по втората половина на октомври, почетокот на ноември, кога се уште бројките на пријавени од заболени на грип или болести кои што налекуваат на грип се исклучително ниски. Меѓутоа, како што кажав, и во време кога имаме и најголем пик на вирусот, тоа е во втората половина на месец февруари, не се престанува со вакцинацијата. Вакцинацијата е се уште примарниот метод за превенција на сериозни компликации од грипот и истата апсолутно се применува, така да во текот на целата сезона, од октомври до април месец, додека имаме пријавени случаи на грип, вакцинацијата останува како базична превентивна мерка. Така, како превентивна мерка да кажавме, меѓутоа дали тие вакцини што имаат примерно вакцина, може да се соочат со некоја, може да го фатат грипот, но дали тоа ќе биде со некоја многу послаба клиничка слика, со оглед на тоа дека кога имавме нели вакцинирани со короната, повторно можеше некој да се зарази, меѓутоа што не беше некоја потешка клиничка слика, со оглед на тоа дека вакцината нели заштитува. Да, не постојат две идентични организми и ниту еден организам кој ќе даде ти вакцина против различен имунитетот кој што го создавате во однос на тоа кој ќе биде аплицирана вакцината. Има треба да земеме во предвид дека има луѓе кои што имаат намален имунитет, дали природно или дали по
вештачки пат затоа што имаат имуносупресивна терапија која што Но секако сигурно ќе заштити примаат многу кортикотерапија и така Да. натаму и сега кај нив одговорот кон вакцината ќе биде многу помал. И ќе се создаде многу помала количина, на имунитет, која што би била на располагање во случај кога ќе се сретне следниот пат со вирусот тој организам. И затоа кај нив, иако е помала количината на креиран имунитет, збориме и за клеточен и за хуморален имунитет, таа количина на имунитет сепак е поголема од нула количина на имунитет која што имате во случај кога не би биле вакцинирани. Ке имаат полесна клиничка форма на болеста, меѓутоа далеко од тоа дека ќе бидат Так, хоспитализирани или не дај Боже ќе има летален исход, кој што исто така се очекува. За среќа оваа година морам да кажам, иако сме се уште рано во сезоната на грип, се наоѓаме во така наречената зона на ниска активност на вирусот. Што значи дека може да очекуваме уште поголеми бројки на заразени да, од во втората половина, кажав ја на февруари, го очекуваме пикот. Меѓутоа, се уште немаме смртни случаи како резултат на грип или болести поврзани со кои што не лекуваат на грипот. Така. И тоа е добрата вест. Толку многу во објаснување и подетално овој пат за грипот добивме, што не знам никога ни помина времето. Меѓутоа ќе го искористиме еве последните минути. Јас кажав и зборувавме околу аерозагадувањето и гледачите имавме дури и во контактната емисија наша попладневна за статистички гледано дека ние сме едни од нели земја со најголемото, највисокото аерозагадување. Меѓутоа допринесува и за смртноста. Велат, информациите кажуваат од Евростар, статистиката дека во Македонија смртноста од аерозагадувањето е на највисоко можно ниво. Сакам еднаш вака на гледачите да им појасниме, затоа што имаше прашања кој е тој што починал од загаден воздух. Па ајде да го добиеме одговорот. Директно од загаден воздух не починал Така, никој, меѓутоа меѓутоа сите последиците во организмот кои што се создаваат како резултат на загадениот воздух пред се манифестираат на два системи. Првиот е кардиоваскуларниот систем, така да доколку слушнете дека некој починал поради компликации на кардиоваскуларниот систем, дали е во прашање срцев инфаркт или е мозочен удар, или е било каква тромбоза која што ќе се јави во организмот, може да биде поврзана со загадувањето. И второто се болестите кои се јавуваат на респираторниот Тие систем. податоци ги имаме дека е возможно или дека се случило од аерозагадување? Тие податоци се податоци кои што со години се работени на ниво на научни истражувања со цел да се докаже навистина колку е голема поврзаноста на загадувањето и штетноста што дишеме, така. За да сликовито прикажеме колку тоа е штетно за организмот и колку е смртноста поврзана со загадувањето, постои една студија која што вели вака. За секој 10 единици на загадување на воздухот за кое што се покачува загадувањето во воздухот. Например, во Ванкувер имате исклучително ниско загадување кое што е негека 7 мерни единици според скалата за загаденост на воздух, според индексот за загаденост на воздухот. Во Скопје некогаш тоа достигнува до 170. За секој 10 покачувања тоа загадување може да биде причина за намалување на животот за 3 до 4 месеци. То намалувањето на животот, скратувањето на животот, спуштањето на таа граница на морталитет која што во Европа изнесува 77, например кај нас за мажите изнесува 71 година, а за жените е 73 години. Во Европа е 77. Во Америка е значително повисока поради тоа што од 1950 година е донесен акт таму со кој што се забранува загадувањето и со кој што се регулира загадувањето, исклучително скап процес кој што го помина Америка, кој што ја чинеше речиси 1% од вкупниот буџет, економијата која што го генерираше. Меѓутоа последиците од тоа добро инвестирање денеска ги гледа затоа што загадувањето во Америка е едно од најмалите поврзано со било кои честички, дали зборуваме за PM2,5, за PM10 или за сулфурните, азотните оксиди или за органските растворувачи и така натаму. Сите овие ги имаме тука кај нас, што ги секако, споменавме. се тоа спаѓа во загадување. Физички и хемиски честички. Дали се работи за органски растворувачи, дали се работи за азотните оксиди, дали се работи за сулфурниот диоксид, дали се работи за ПМ частичките кои што често ги споменуваме, дали зборуваме за олово, дали зборуваме за арсен. Сето тоа комбинирано го прави загадувањето. Дури еден од најпознатите загадувачи за кои што многу ретко зборуваме е озонот. И тоа е така наречениот тропосферен озон, оној што е ниско поставен озон. Но и стратосферниот озон е супер озон, затоа што тој не штити од ултравиолетовото зрачење. Нели кога зборуваме за озонските дупки, зборуваме за тоа како таа озонска дупка е уствари причина за предизвикување на канцер на кожата. Меѓутоа, за оној што е тропосферен озон, ниско поставен озон, тој озон кој што се создава како резултат на загадувањето.
поради комбинацијата на азотните оксиди со органските растворувачи и нема реверзибилен процес и тогаш доаѓаме до штетните последици. Ги набројавме најмалку 10 од најчестите загадувачи кои што се присутни во Скопје, за жал ги имаме сите, во Македонија поголемиот дел од нив се присутни. Решенијата се пред се технолошки, индустријски, кои што треба да го намалат загадувањето, да се користи почисти извори на енергија. Премногу има конгестија на популација на многу мало простор, таа деконгестија треба да се направи. Пожелно е барем училиштата и градинките да бидат поставени во зони кои што ќе бидат позелени за децата да имаат малку поздраво детство. Меѓутоа повторно враќањето во таа средина каде што има конгестија ќе си го направи своето и веројатно дека штетата ќе Што ни останува освен да се надеваме на едно подобро утре, дека ќе видиме како некогаш Америка што сега е со чист воздух. Америка за жал помина долг процес. За да дојде до умерено квалитетен чист воздух и нас не очекува истиот тој долг процес и сериозни инвестиции, затоа што без инвестиции ништо не правиме. Во предсе технолошки инвестиции во делот на прочистување на воздухот во градот Скопје и во Македонија, ние ќе имаме сериозни проблеми. И само за крај, совети за грипчето, што треба во оние кои во овој момент го имаат во себе, го носат со клиничка слика каква и да е, што да сторат, што течности многу предпоставува, меѓутоа еве некои витамини од вас како плюс нешто? Секогаш се препорачува симптоматската терапија, доколку има било какви болки во зглобови или има покачена телесна температура, се користат антипиретици, аналгетици, дали парацетамол, аспирин, аналгин, вентор и останато. А ако има секако пропратно и симптоматологија која што е респираторна, задолжително во консултација со матичен лекар треба да се види дали е потребно ради некоја компликација која што би била бактериска да се користи антибиотик. Витаминската терапија е секогаш добра. Користењето на доволни количини на витамин С, витамин Д и цинк значително го подобрува механизмот, но и тоа треба да биде направено во умерени дози. Препорачувам да се користат секогаш природните извори на витамин С и витамин Д, како што се, например, овошјата или рибите, например, со цел да можете да депонирате доволна количина на витамин во организмот. Меѓутоа, најдобрата превенција од грипот се уште останува вакцинацијата и препорачувам пред се ризичните групи. Ќе повторам уште еднаш. На возраст над 65 години со хронични болести, бремените жени, здравствените работници и децата на возраст од 6 месеци до 5 години задолжително се вакцинираат. Многу благодарам што одвоивте време и што добивме вакви одговори за грипот, појаснивме дори од кога владе и како владе, па дојдовме до она и како да се заштитиме од него, па се гледаме повторно на некоја друга тема и добро е за аерозагадувањето, исто така што им појаснивме на гледачите за она што ве прашав. Ирена, ние тука завршуваме. Задоволство е секогаш да ве слуша човек. Навистина убаво си објаснивте се, сакав нешто да потпрашам, ама нема бидејќи се си опфативте со Слободанка. Благодарам, како што кажи Слободанка, до следно видување.